Ранчиња, училишни торби и прибор, спортски реквизити и друга опрема што им се неопходни на учениците, обезбеди граѓанското здружение Грин од Кочани за децата што живеат во семејства од социјален ризик. Иако примарна активност на здружението е да работи на зачувување на животната средина и против загадувањето на воздухот, неговите членови истакнаа дека и хуманитарното действување е дел од нивната програма за работа. Помошта за учениците е обезбедена преку донации од наши иселеници во странство. Ова е донација од господинот Владко Ужевски, кој е представник на ХОП, хуманитарната организација на светско ниво. И понатаму ќе продолжиме исто со вака хуманитарни организации, со крводарителство, помагање на луѓето од ранливата категорија и останува да со граѓаните наши да кооперират колку што е можно повеќе, да имаме работилници околу екологијата и да помагаме на пославите. Освен обезбедувањето помош за учениците во социјален ризик, од Сдруженијето најавија дека е планирано и предавање за најмладите, а тема е екологијата, рециклирањето на отпадот и зачувувањето на животната средина. Иако бил упатен повик до училиштата за соработка, сепак од некој од нив не бил добиен потврден одговор. Повикуваме луѓе кои треба да дојдат да си ги подигнат. Инаку имаме список на ученици од ранливата категорија, тие ќе дојдат, тие се повикани од училиштата, тој список ќе го исполниме, ние имаме тука доволно, така да ќе отидеме во село Нивичини, ќе бидат исто донирани, ќе бидат донирани во село Подлог, во зависност колку ќе останат, ќе бидат разделени по училиштата. Николов најави дека граѓанското здружение Грин ќе продолжи со хуманитарните активности и во наредниот период. При тоа очекуваат нова помош, за што лицата за кои таа ќе биде наменета навреме ќе бидат информирани.